Веќе сум 62 години. Инвалид сум од дете. Не ми чини здравата нога, не ми чини. Имам документи и ова не ми чини. Не знам што сакаат од мене. Туѓата нега прво поднесов 2016 година и ме одбија и не тужев, не се жалев, зашто сум немал доволно документи. И си направив прегледи све и 2017 си поднесов. И комисијата ми одобри конзилиарно мислење. Ги однесов во социјално документи и во социјално ме одбија. Се жалев, ме одбија. Се жалев до второстепена во труд и социјала, ме одбија. Да тужам, ги добив на управен суд, пак ме одбија. Пак се жалев, пак ме одбија. Пак ги тужев и втора пресуда добив. А на комисија не ме праќаат овош. Значи, 2018 и 2019, зашто имав јаки документи. Од 2017 прегледите ми беа добри направени. И 2020, 3.10 ме пратија кој имаше корона. И ова да не заборам, ова нема потреба да доаѓате, пациенти да не присуствуваат заради корона. Електронски ги разгледувале документи. Судот вика дека не се разгледани, еве ги пресудите. Доаѓа порака, докторката ми закажа термин во неврологија, во државна. И едно дете го викнав со мене, тогаш и ладно беше, па мислам и малку и снег дека имаше. Отидоме таму, нема ни комисија, нема ништо, а порака ми дојде да сум дошол порано таму на комисија. И една докторка вика, нема комисија, вика, електронски се разгледуваат документите. Господине, оди си дома. Кога докторката ми вади на компјутер тоа за конзилиарно мислење, комисијата немала видено во мој термин мои документи. И јас се налутив и мотив социјално со сите документи. Кој нареди на таа комисија така да работи? Ги избриша некој, ги изеде тие мои документи? Како може да ме нема? Еве сум жив сум. Еве ви документи. Решението за одбивање по поднесено барање и жалба на Васе Стојановски е донесено врз основа на донесен наод од страна на лекарската комисија во прв, односно во втор степен. Ми кажеше судот дека немам право, ја ќе се повлече.